Добре дојдовте во Културама. Македонскиот пианист Симон Трпчевски најавува светска премиера на неговиот најнов проект со музика од Македонија насловен Македонисимо, кој ќе се случи на 18 мај на фестивал во Линдсбург во Германија. Станува збор за проект што вклучува сплетови од македонски ора со неколку песни кои ќе го донесат шармот на целата инструментална димензија на овој проект. Проектот вклучува квинтет, камерно видување на македонската музика, односно вклучува пијано, виолина, виолончело, кларинет, саксофон и кавал, секако и еден цел сет удиралки. На светската премиера во Германија покрај Трпчевски ќе настапат и Александар Краповски на виолина, Александар Сомов од Бугарија на виолончело. На кларинет, саксофон и на кавал специјално за оваа прилика ќе настапи Хидан Мамудов од Штип, а за дудиралките ќе биде Владко Нушев. Трпчевски инаку синоќ учествуваше и вечерва повторно ќе учествува на изведбата на Гершвиновата рапсодија во Сино на 2 концерта во Вајмар во Германија. Во продолжение информации од областа на филмската уметност. Сенките на Балканот, ТВ серијалот на српскиот актер и режисер Драган Бјелогрлич се снима и во Македонија, поточно на локации во Преспа и во Битолската околина. Станува збор за меѓународна копродукција меѓу копродуценти од Србија, Македонија и Русија. Македонскиот продуцент во случајот е Скопје Филм Студио. Еве ги деталите. Телевизискиот серијал како ново филмско остварување на српскиот актер и режисер Драган Бјелогрлич со наслов Сенките на Балканот се снима и во Македонија, на локации во Преспа и Битолската околина. Од вчера, 7 мај, дел од сцените на ТВ серијалот веќе започнаа да се снимаат. Станува збор за меѓународна копродукција помеѓу копродуценти од Србија, Македонија и Русија. Како македонски продуцент е и Скопје Филм Студио. Најдов на неколку неверојатни приказни за кои не верував дека се вистински, дури не ни знаев за нив. Мислам дека и тој аспект на серијата која ќе конструира неколку случувања за кои ниту по широката, ниту по тесната јавност не знае. Во Македонија ќе се снима една недела, а претходно веќе заврши снимањето во Србија, а ќе се работи и во Црнагора и во Русија. Во ТВ серијата ќе играат и македонските актери Тони Михајловски, Перо Арсовски, Јана Стојановска, Аксел Мехмет, Никола Ристановски, Петар Мирчевски и Денис Абдула. Тие ќе соработуваат со актерите Драган Бјелогрлич, Андрија Кузмановиќ, Марија Бергам, Горан Кучик, Ненад Јездич, Бранимир Брстина, Слободан Боданинковиќ. Епизодите се направени според сценарија од повеќе автори: Драган Бјелогрлич, Даница Пајовиќ, Дејан Стојковиќ, Владимир Кецмановиќ, а со главниот режисер на серијалот на дел од епизодите ќе работат и Коста Ѓоргиевиќ, Данило Бечковиќ, Срđан Спасиќ, Мирослав Лекиќ и Игор Иванов. Како копродуценти на серијалот со своје учество се вклучи и Радиотелевизија Србија, Радиотелевизија Република Српска и Македонската радиотелевизија. А македонскиот документарен филм Avec l'amour на Илија Цветковски по премиерата во Торонто вчера вечер беше прикажан и на филмскиот фестивал во Минхен. Филмот ќе учествува и на уште неколку други значајни фестивали од областа на документарните филмови широт светот. 4, 6, 8, 10, 11. Македонскиот документарен филм Avec l'amour во режија на Илија Цветановски, која доживеа својата премиера на еден од најпрестижните фестивали за документарни филмови Hot Docs Торонто,
вчера вечер беше прикажан и на филмскиот фестивал во Минхен. Главниот лик во ова документарно остварување е Дионис, професорот по биологија од Средното училиште во Неготино, кој е страстен колекционер на стари автомобили. Тој во својата колекција има над 100 автомобили со чувани или полураспаднати примероци, кои треба да се сместат во идниот музеј, за кој Дионис сонува дека еден ден можеби ќе се изгради. Голема поддршка тој има од неговата сопруга Гоца, која ја поддржува страста на Дионис кон старите автомобили. Низ спонтаните и симпатични брачни расправи, поддржани од одличниот саундрак на битолскиот состав Фолтин, се гради филмска љубовна приказна. Овој документарен филм имаше своја премиера на еден од најпрестижните фестивали за документарен филм во светот, Hot Docs, во Торонто на 2 мај. На свечената премиера, филмот доби аплауси и овации од преполната сала, но и одлични критики. Филмот во Торонто имаше своја проекција пред публиката и критиката од целиот свет вкупно 3 пати. Авец Ламор својот филмски пат ќе го продолжи. Во Торонто и Минхен ќе учествува на уште многу други значајни фестивали за документарни филмови во светот. И во продолжение информации за фестивалите, на овој пат оние поврзани со книгата. Исландскиот писател Браги Олафсон ќе биде специјалниот гости на 5-то издание на Интернационалниот литературен фестивал Проза Балкан, што ќе се одржува од 28 до 30 мај во Скопје. Иако концептот на фестивалот е да се фокусира на балканските писатели, сепак годинава се поканети и светски гости. Тој ќе биде во друштво на уште 6 писатели од Балканот, кои во 3 фестивалски дена ќе можат да им ја доближат својата литература на читателите во Македонија. И покрај завидната писателска кариера, она што е интересно за Олафсон е тоа што пред се тој е познат како музичар. Беше дел од познатиот бенд Sugar Cubes и со години е верен басист на откачената музичарка Бјорк. Во Исланд е познати како драмски автор, а неговата прва драма е Белгиско Конго и премиерата имаше во 2004 година. А во Националната галерија на Македонија беше промовирана монографијата Никола Мартиновски до 1945 година. Станува збор за истражувачки проект на Кирил Пенушлиски. Ова беше првиот од 3 настани кои што галеријата ги организира за Мартиновски. На 11 мај во Мала Станица ќе биде отворена изложба на репродукции на дела од Мартиновски во периодот од 1919 до 29 година. На 16 мај авторот Пенушлиски ќе одржи предавање од Мартин до Мартиновски. Инаку, според Пенушлиски, Мартиновски е несомнено најголемиот и најважниот македонски уметник на 20 век. Тој се надева дека следната година ќе биде промовиран и вториот дел од оваа монографија, која меѓутоа ќе го опфати творештвото на Мартиновски од 45-та се до неговата смрт во 73-та година, а за ова издание кој што беше деновиве промовирано во Скопје е интересно тоа што Пенушлиски објавил и 2 песни кои Мартиновски ги напишал на српски јазик. Продолжуваме со сликарската уметност. Мексиканската сликарка Фрида Кало е една од ретките жени од светот на уметноста, чии слики и стил се уште инспирираат многу луѓе низ светот, иако таа е почината во далечната 1954 година. Јапонскиот фотограф Ишиучи Мијако ја добил честа да го документира плакарот на Фрида Кало. Користејќи филмска лента од 35 мм и природна светлина, фотографирал повеќе од 300 досега никогаш видени предмети на големата уметница. Мексиканската сликарка, родена како Магдалена Кармен Фрида Кало и Калдерон, е една од ретките жени од светот на уметноста, чии слики и стил се уште инспирираат многу луѓе низ светот и по незината смрт во 1954 година. Фрида Кало е уметник од почетокот на 19 век, една од најголемите диви во историјата, уживател на текила, страстен пушач, облечена во боемски раскошни традиционални фустани, која приредувала забави за Лорен Троцки, Пабло Неруда, Нелсон Рокфелер и незиниот сопруг, муралистот Диего Ривера. Вака ја опишуваат мексиканската сликарка, една од највлијателните уметници и најсилните жени во историјата. Препознатлива по незините автопортрети кои биле инспирирани од мексиканската популарна култура, а користела наивна уметност и на тој начин ги истражувала прашањата за идентитетот,
постколонијализмот, полот, класите и расите во мексиканското општество. Незините слики често содржале силни автобиографски елементи во кои се испреплетувале реализмот и фантазијата, а со својата интригантна појава и личен стил остана инспирација за многу уметници, дизајнери и жени до ден денес. Кало во модата пронаѓала емоционална сила за да ја надмине својата физичка немоќ со која била соочена во текот на целиот живот. Сообраќајната несреќа која ја преживеала на 18 годишна возраст и од која се опоравувала цели 2 години, оставиле трајни последици врз незиното физичко здравје. Но и покрај тие тешкоти, таа ги трансформирала своите медицински помагала во носиви уметнички дела. Од гипсот кој уметничката го носела преку целото тело, до протезата за ногата што и била ампутирана во 1953 година. Сите тие медицински предмети за облекување ги насликала и ги украсила на свој личен впечатлив начин. По смртта на уметничката, незиниот сопруг Диего Ривера ги запечатил сите незини работи во плакарот во бањата во нивниот дом во Мексико. Погоден од загубата, тој посакал незините лични работи да останат скриени уште 15 години по неговата смрт. Но иако починал во 1957 година, тие останале далеку од очите на јавноста уште 50 години. Се додека од музеот на Фрида Кало не одлучиле да ги категоризираат во 2004 година. Јапонскиот фотограф Ишиучи Мијако добил чест да го документира плакарот на Фрида Кало. Користејќи фотоапаратот 35 мм и природна светлина, фотографирал повеќе од 300 никогаш видени предмети, што кулминираа во книга која нарекол Фрида бај Ишиучи, која е достапна на Амазон. Делата изобилуваат со силни емоции на болка и страст и интензивни живи бои. Во Мексико Фрида Кало ја слават како символ за националната традиција, додека пак феминистките го опеваат незиниот бескомпромисен став и опис на женското искуство и форма. Од Фрида Кало преминуваме на Герхард Рихтер, всушност еден од најскапите уметници на денешнината. Во Националната галерија во Прага до 3 септември ќе трае неговата изложба, која што опфаќа 80 дела на овој германец. Вредни се неколку милиони евра. Опфатена и првата негова слика. Германскиот сликар Герхард Рихтер е еден од најскапите уметници на денешницата и отвори својата прва изложба во Централна Европа. Домаќин на изложбата е Националната галерија во Прага, а љубителите на неговата визуелна уметност имаат шанса да ги погледнат делата најдоцна до 3 септември. Представени се 80 дела на Рихтер, вредни неколку милиони евра. Опфатена и првата слика од 1960 година на 85 годишниот уметник. Станува збор за фотографски реализам, заматени слики врз основа на реални фотографии. За време на изложбата Рихтер зборуваше за своето творештво и за современата уметност. Нема многу абстрактни уметнички дела, затоа сум заинтересиран за овој вид на уметност. Ме нарекуваат абстрактен уметник. Тоа не ми пречи, иако еднаш имав забелешка, бидејќи тоа се одразува на мојата работа и моите дела. Го сакам сликарството и се што таа уметност може да направи. Повеќето беа класици, како Леонардо и Дирер. Сето тоа е добро, но нема многу такви слики. Повеќето беа абстрактни дела. Масло на платно на овој уметник беше продадено на аукција во Лондон за 46,3 милиони евра, што е нов аукцијски рекорд за дело на еден жив уметник. Герхард Рихтер е роден во Дрезден, но во 1961 година се преселил во Западна Германија. Во неговите дела се опфатени мотиви од Германија и нацистичкото минато на неговото семејство, Холокаустот и Втората светска војна. И последната информација поврзана со уметноста секако во оваа културама е поврзана со Бенкси. На улиците на Довар повторно се појави графити цртеж од овој познат, меѓутоа и непознат уметник на графити кој што всушност успешно досега го крие својот идентитет. Овој пат станува збор за огромно знаме на Европската Унија кое губи една звезда. Цртежот се појавил во текот на ноќта на една зграда во близина на терминалот за фериботи во Довар со карактеристики кои ги имаат цртежите на Бенкси. Особено монохроматскиот работник кој на овој цртеж отстранува едно од 12 звезди на знамето на Европската Унија. Довар инаку е главното пристаниште, се извинувам, за фериботи, каде и претходно се имаат од никаде појавувано дела на Бенкси.
И пред да одјавам оваа културама, само ќе ве потсетам дека во тек во Битола е новото издание на Интернационалниот фестивал на монодрама Ирена или не можам повеќе, Одисеј и Лолита се трите представи кои што ќе се одржат денеска во Центарот за култура со почеток од 18, 20 и 23 часот, а во Скопје оние кои што се љубители на музиката секако во живо ќе можат во Домот на армијата во 19:30 да го проследат концертот со наслов Виорот на балканската музика на солистката Ѓулџај Каја Арал во организација на Институтот Јунус Емре и односно Турскиот културен центар во Скопје. Гледавте Културама, ви благодарам за вниманието.